Во 43 општини е избран градоначалник и со тоа таму гласањето уште во првиот круг е завршено, додека во 33 општини ќе има втор круг за 2 недели, односно гласањето ќе се одржи на 2 ноември. Ова го соопшти од Државната изборна комисија, од каде вела дека на тие избори ќе се соочат 20 кандидати за градоначалници, кои добија најголем број гласови во првиот круг. Но она што треба да се знае дека по завршувањето на вториот круг изборите нема да завршат. Во 4 општини кои ја нема потребната излезност, по 2 месеца ќе се повтори целиот изборен процес. Поради тоа се повторува целата изборна постапка во рок од 60 дена од денот на објавувањето на конечните резултати на Државната изборна комисија. Тоа е општина Гостивар, излезноста е 33,31%, значи за многу малце. Општина Маврово и Ростуше со излезност 30,31%, општина Врапчиште со излезност 25,18% и општина Центар Жупа со излезност од 21,49%. Според изборниот законник, во општините кои немале доволно излезност, во повторувањето на изборниот процес не е предвиден цензус, односно ќе се избере градоначалник доколку излезе и само еден гласач. Повторените избори за соодветната општина се одржуваат во рок од најдоцна 60 дена по објавувањето на конечните резултати, при што нема да се применува условот предвиден во членот 132 став 1 од овој законник, што се однесува на излезноста од 1/3 од вкупниот број избирачи запишани во извод од избирачкиот список за соодветната општина. Излезноста на првиот круг на локалните избори беше 46,63%, односно гласале 854.620 лица, што е загрижувачки податок и историски најнизок за време на локалните избори. Оваа година повеќе од половина од гласачите не излегле на гласање. Истовремено на овие избори е забележан изголемен број на неважечките ливчиња, и тоа дури 53.713, што во споредба со претходните локални избори во 2021 година, кога имаше 37.859 поништени ливчиња, е зголемување за околу 50%.